Што искрено, ама да не ја лажете јавноста, може ли? Апсолутно. Дали имавте физички контакт со полициските службеници вчера пред да ве приведат? Во ниту еден момент. Лажете, господин Фуркан. Други прашања повелете. Ќе видите како може. Повелете. Ќе видите, господине, верувајте ми, ќе видите во детали. Во детали, затоа што знае и тој дека лаже. Ќе видите во детали. Повелете други прашања дали имате. Саќе ми одговорите мене, ја бев дел. Господине Фуркан, Ако не сакате да одговорите, значи имате право да ме прашате што сакате. Повелете. По кој основ? По кој основ е презесена мојата кола? По кој основ без моје присуство? Како се извинувам? По кој основ колата паркирана? Добро. По кој основ е отворена? По кој основ без јас да бидам присутен? Преглед извршен на вашето По возило. кој основ? Преглед извршен на вашето Ја возило. поседувам пиштол. Не. Преглед извршен на вашето возило. На вашето возило извршен преглед. Не се криете, господин Фуркан. Значи се што е превземено во оваа постапка, верувајте ми дека ќе биде испитано во детали од страна на натрешна контрола во делот на постапување на полициски службеници. Не. Ама пак зошто не се разбираме се? Ама јас ве слушам вие кога зборите, слушајте ми и вие мене. Добивте службена белешка како е најдам пиштол. Бидете се. Ама зошто не се разбираме се? Ама се дозволете ми, ме прашавте, дајте да ви одговорам се. Јас сум културен максимално. Ама јас се обидувам. 2 дена ако сакате ќе Нема седим. да ја да ве слушам. 2 дена ќе седим овде и ќе збориме. Јас зборувам со факти, Јас сум господин. мешан. И јас зборувам со факти и со видеа. Прашањето е Прашањето е дали добивте службен документ од полициска станица автокоманда, како го најдам мојот пиштол и каде. известен сум дека при извршен преглед во вашето возило е пронајден огнено оружје. Не ви покажа како е. Известен сум дека при извршен преглед на вашето возило, многу е битно, да, се согласувам дека е многу битно. Многу е битно да се постапува по закон. Многу е битно пиштолот да го чувате таму кај што треба да го чувате, а тоа е дома, а не во возило. Многу е битно пиштолот да го користите согласно одредбите од закон, а не да стои во возило на спортски настан. Дали имате други прашања?